Следува програма наменета за целата публика. Добар ден, почитувани гледачи. Агора во живо. Нешто по 17:30 и, како што знаете, политички магазин во кој што јас им поставувам прашање на оние кои вам ви долгуваат одговори или претендираат да ви понудат одговори. Еве, пред изборието сме од понеделник започнува кампањата и овде ќе се нудат одговори на предизвиците. Пред да го најава мојот гост, морам да ви кажам една собствена дилема. Размислував како да ја започнам емисијава. Има една излижена флоскула во која што вели мојот гост и не треба да го представам, тој сам за себе се представува. Или ако почнеме да го представуваме, па тоа се одолжи до едно замашно време од емисијава. Јас не знам како тоа да го направам, но ми падна на памет една дилема, една стоицистичка дилема во која што вели постојат луѓе кои никого не оставаат равнодушни, за добро или за лошо. Некои ги критикуваат, некои ги оправдуваат, но не остануваат, никој према нив не останува равнодушен. Затоа само накратко ќе кажам. Лјупчо Георгиевски во овој момент претседател на ВМРО Народна партија. Добро дојдете во мојава гора. Добар ден, благодарам за убавата најава, поздрав до сите ваши гледачи. Моите гледачи се од Свети Николе па до тамо према бугарската граница, цел овој регион се надевам од 300.000 до 100.000 од воја време да не следат. Се надевам дека ќе предизвикаме интерес и ќе ги задоволиме нивните барања и потреби духовни, интелектуални. Господин Георгиевски, што Лјупчо Георгиевски го држи 20 години во политиката, 20 години во јавноста? Политиката како занает, политиката како судбина или како општествена одговорност? Па, ако земемо 924 години, 24 години, па, знаете што, јас исто така може би го немам правилот одговор што е тоа што ме држи во политиката, меѓутоа најверојатно кога ќе направиме на дефиниција, тоа е сепак оној исконски и основен патриотизам кој мене ме втера во политиката на своји 23-24 години. Тоа беше онаа време кога се распаѓаше Југославија, кога требаше да се создава самостојна и независна Македонија. И мислам дека во овие 24 години сум докажал дека јас не сум политичар кој по секоја цена треба да биде на власт за да ги спроведува своите идеи, да ги кажува своите идеи. Напротив, јас од секојаш сум се обидувал да кршам некои шеми, да кршам некои закоравени мислења, да кршам некои флоскули и да создаваме една нова реалност. Таа нова реалност обично можеби на почетокот не била прифатлива, меѓутоа со тек на времето луѓето се убедуваат полека дека она што го зборуваме тоа вистинското и за Македонија. Така што значи јас сум практично она што се нарекува homo politicus. Дури и кога формално се сеќавате имаше едно 5 години кога не одев на никакви избори, така бев скроз повлечен, јас секогаш кога ќе ме повикаат давав свој интервју, давав своји мислења. Значи не можам да не дадам мислење кога ќе ме прашаат. Затоа пак и не ме викаат многу во последно време. И така сега ја користам малку алтернативен пристап како раните 90-ти години, сега користам локални телевизии кај што сум добро дојден. Они алтернативни телевизии, да речеме 24 часа, единствената национална телевизија која редовно ме кани, другите телевизии, некои телевизии можеби да видите дури и платени политички програми не ни сакаат, значи и да им платиме не сакаат да бидеме рекламирани на нивните телевизии. Меѓутоа, сметам дека како некој што учествуваше во создавањето на самостојна и независна Македонија, имам одговорност према оваа држава, имам одговорност према народот и на овие избори сметам дека треба на граѓаните да им се понуди нешто различно од тоа што другите политички партии го нудат и макар што тоа пак ќе кажа можеби не носи многу поени, можеби пак некои луѓе дополнително ќе ме замразат или нема да ме сакаат, меѓутоа јас велам моите идеи отвараат размислување и најверојатно со тек на времето добиваат простор или не.
ќе разговараме за вашите идеи, бидејќи излегувате на избори, овој пат како председател на политичка партија, треба да влезете, ќе каже граѓаните во парламентот и за да се артикулира и програмата и вашите идеи. Меѓутоа, кога рековте одговорност, вистинска личност е поради овие 24 години, каде што можам да ви го поставам ова прашање. Каде почетокот на демократијата е тешка работа, бидејќи тоа е еден систем на вредности кој не е баш компатибилен со нешто што прето постоеше. Каде мислите дека се скрена правецот, се тргна правецот? Денес место демократија имаме унисионност на мислење, не знам како се нарекува, сега да не употребам некој друг термин, и место политички партии имаме клиентелизам, како што вели професорот Царатан, избираме лидер кој што треба да донесува одлуки во наше име, со собствена одговорност, а ние сите останате да си испорачаме сметката за малку полесен живот, како што вели тој, да си крадеме помалку за себе си, а одговорноста му префрламе на некој друг. Па знаете, тоа е навистина и политичко и филозофско прашање. Знаете, обично одговорноста секогаш се сконцентрира во поединци и покрај тоа што да речеме, не се гледаат некои надворешни фактори, меѓутоа не се гледа едно колективно милиено, внатрешно да речеме, на внатрешна атмосфера. Значи, јас ќе ви кажам само неколку примери. Да речеме кога станува збор за од надвор политиката. Знаете, во практично до пред ова голема светска криза 2008 година постоеше нешто што се нарекува политика на Светска банка и на Меѓународен монетарен фонд, ММФ и Светска банка. Значи, и јас кога бев премиер, тие премиери пред мене и некои после мене, значи, ние бевме практично заложници на таа светска политика. Значи, ти доаѓаш како премиер и ти доаѓа во првата недела некој од ММФ и од Светска банка и вели, слушај, ти си кажувал и си имал нешто запишено во програмата, меѓутоа треба да спроведуваш оваа политика. И тоа беше една шема, тоа беше истата шема и во Бугарија, и во Србија, и во Романија, и во Полска. Значи, обично ти бираат 20 фирми за губари и ти сега како премиер треба да ги приватизираш или да ги затвориш, а обично за 6 месеци не се приватизира ништо така лесно и одиш на затварање на тие фирми. Па после кога ги затвориш тие, ти доаѓаат нови 20 и тоа беше таква една шема. Потоа се одише со некои реформи во образованието, во здравството, кој јас до ден денеска сметам, не знам дали имаше потреба воопшто да се прават, не станува збор само за Македонија, зборува за сите бивши југословенски земји и станува збор за целиот источен блок. Значи, и денеска, после кризата, одеднаш ММФ и Светската банка веќе не се важни. Значи, има на политика сега која големите сили диктираат политика на потрошувачка. Значи, трошете без никаква контрола, затоа што преку трошењето треба да се... на Пол Кругман. Точно така, за да се помине кризата. И одеднаш никој, сега, значи, многу е интересно, од политичарите на локално ниво, и во Македонија, и во Србија, и во Чешка се бара одговорност, а никој не бара одговорност од светските лидери кои ти диктирале ваква политика 20 години, така. Ајде да видиме тие економски политики какви резултати дале во сите тие источноевропски држави. Или брзата приватизација што беше форсирана. Значи, едно време ако малку закочеше со приватизацијата, ти беше антиреформист. Веднаш те ставија на планот на антиреформизмот. Иако да речеме примерот на Кина покажа дека една сосема друга побавна приватизација донесе многу по-сериозни резултати. Исто така се однесува и на планот во Македонија. Знаете, ние како поединци да речеме сме обвинети за некои процеси, да речеме Бранко Црвенковски малку повеќе за приватизацијата, јас малку помалку во истата таа приватизација. Меѓутоа, никој не сака да ги види луѓето кои се офајдија од таа приватизација. Значи, политичките одговорни луѓе ги спомнуваат вамо или таму, меѓутоа дајте да видиме. Во таа бивша Југославија имаше не стотици, имаше илјадници фирми. Ајде да видиме ако веќе некој е приватизирал таа фирма. Таа фирма сега има ли резултат, каде е, дали напреднала, дали отворила нови работни места или по патот некои од тие анонимни поединци ги пропаднале фирмите, од тие фирми денеска нема ништо. Јас ќе ви кажам, 262 изводни бренда, денес Балканот има само 12. Да, не се немам таа информација, меѓутоа тоа го зборувам јас, значи. И она што е најинтересно, оние луѓе од приватизацијата кои дури успеале да ги спасат фирмите, да ги прошерат, тие ги нарекуваат обично десетина тајкуни во Македонија, тие се и до ден денеска на прв фронт на критика, нели? Тие се тие кои, да речеме, се олицетворени за македонски тајкуни, а не зборуваме за оние, да речеме, други илјадници фирми кои исто така некој ги приватизирал во Македонија, а денеска се банкротирани фирми или се речат по некои стечајни судови или нешто така. И конечно, знаете,
она тотална политичка свест, нели, каде што јас постојано и самиот не знам што се случува. Значи, јас додека зборував за самостојна Македонија, додека зборував против комунизмот, во Македонија мнозинството беа и пројугословени и прокомунисти. Од денес како значи се однесуваат истите луѓе како никогаш во Македонија да немало ниту пројугословенство, ниту прокомунистичко, да речеме, расположение. Меѓутоа најверојатно луѓето ми е полесно да ги забораваат дел од тие своји колективни одговорности и лесно им е видно да ја префалат на поединци. Господин Геројски, комото се чувствуваме сите како социјалистички сојуз на работниот народ. Па тоа најдобро сега се гледа во рамките на владеачката партија ВМРО-ДПМН. Денеска, бидејќи јас имам една добра слика на овие 20 години, јас можам да кажам дека 80% од тие први луѓе со кои сум се борил во првите 10 години во името на ВМРО-ДПМН, сега се во ВМРО-ДПМН, тие се ВМРО-ДПМН, ја не сум ВМРО-ДПМН. Има многу парадокси и демократијата. Едно кратко прашање, кога рековте МВФ, Светската банка, Европската банка за обнова и развој, може ли да помине Македонско министерство за финансија да нема висок службеник таму вработен? Тоа ниво на совети. И во ваше време, а денес да не зборувам. Не, очигледно нема. Тоа е тоа што така функционира светот. Меѓутоа јас сакам да го поставам прашањето, нема тој каде се постави. Да разговараме со нив за нивните потези кои досега ги советували, дали тие совети носат прави решенија. Јас сметам дека математиката е неумолива, господине Геројски. Математиката не умолива. 21 милиарда долари долг на поранешна Југославија, денес 46 Хрватска, 29 Србија, околу 19 Словенија, ние околу 3-4 таму, за Босна веќе немаме податци, сето заедно оди околу 80 милиарди евра. Значи тоа е некаде, не знам, по математика многу. Еве што се советите на ММФ. Да, тоа е едната политика, сега не смееме да забораваме дека имавме и војни. Тие војни си го направија своето негде директно, негде индиректно, да речеме, Македонија во тие војни тогаш не учествуваше, ама после индиректно поучествуваше де во блокади, де во кризи, де во губење на пазари, де во неможност да се транспортира. Така што најверојатно малку тој податок е комплексен затоа што навистина треба рецептот од ММФ од Светска банка, малку нашата неодговорност и малку овие војни кризи и да за жал крвави ситуации кои исто така ја разбија таа атмосфера. Да почнеме со оно што во овој момент можеби е најактуелно, а тоа е дека за месеци и нешто малку повеќе излегувате на избори. По прв пат како претседател на партија во ова последната деценија, така, после 2002 година. Така. Ајде да почнеме вака. Како опозиционен политичар имате согледување за макроекономијата, за внатрешната политика, надворешната политика и за кохезијата на нацијата. Јас милувам да ги прашувам одговорните луѓе за оно последното, зашто, како вели Нобеловецот Штиглиц, можете да имате исклучително успешна економија, меѓутоа ако таа донесува несреќа на поголем број од населението, таа ќе трае до првиот циклус на производство. Подоцна запаѓа во криза. Точно така. Имаме ли ние несреќно општество? Па, мислам дека имаме. Фактот дека можеби најкарактеристичен пример што луѓето толку масовно се селат од Македонија, значи е можеби најиндикативниот пример дека нашето општество е несреќно. Дека не сме ги постигнале целите. Значи, според податоците на Светска банка, околу 450.000 активни граѓани на Македонија се иселени, а мислам дека просекот овде во Источна Македонија од Штип па до Делчево и вака во еден триаголник према Струмица и горе према Крива Паланка кој ќе земете, можеби најпогодениот дел од тоа масовно селење на македонските граѓани. Значи, ние во Македонија имаме нешто, ако ме прашаат денес обично што е најлошото за Македонија, јас сметам демографската катастрофа. Значи, јас тоа го кажувам дека во Македонија денеска се случува демографски колапс од библиски размери. Значи, она што го сме читале во Библијата, цели народи како исчезнуваат и како се губат и како се топат, мислам дека денеска ни се случува на нас пред нашите очи. Значи, ние се обидуваме демографските податоци да ги скриеме, меѓутоа демографските податоци кажуваат дека ако продолжи начинот на кој се раѓаат децата во Македонија, ако продолжи смртноста, а тука 80% е смртноста кај македонците христијани, ако се продолжи со ова неженење или со мал број на деца, значи ние ќе дојдеме во ситуација на наредниот редовен попис 2021 година да констатираме дека македонците се под 50% во Македонија и дека христијаните се под 50% во Македонија. Значи, ние имаме еден проблем во овој момент.
Јас се обидувам тој проблем, но оние луѓе кои сакаат многу да сонуваат за големи приказни, како било пред 3000 години, да ги соочам со реалноста. А во реалноста зборува дека македонската нација ни се топи пред очите. И ние, ако не направиме радикален чекор, да мрднеме, да дадеме надеж на овој народ, да му отвориме перспективи, значи ние ќе бидеме сведоци на едно топење и губење на македонската нација. Значи 2021 година ние, значи зборувам 2021 како редовен попис, кога најверојатно можеби пак ќе го прескокнеме, меѓутоа и ако го прескокнеме ништо ќе не може да се скрие. Значи дефинитивно мораме да ги напуштиме приказните, мораме да ги напуштиме илузиите и да се сочиме со реалноста. Ние имаме овој пат физичка борба. Значи борба за физички опстанок на македонскиот народ. Тој што е политичар и што не сака тоа да го разбере и што не сака да го сподели со македонските граѓани отворено да им го каже, мислам дека едноставно води краткорочна политика. И затоа ние велиме 24 години се занимаваме со овој проблем со Грција. Не мрднавме ни еден чекор, дури во последните 3 години кулминираше проблемот. Ние затоа велиме брзо решавање на проблемот со Грција. Брз компромис, пример многу се одветен е соседна Србија, која направи многу појака подстапка од нас, влез во НАТО брз, влез во Европската Унија, да обезбедиме безбедност и сигурноста, да ги добиеме економските проекти и финансиските помошти кои треба да ги добиеме од Европската Унија и конечно на овој народ да му дадеме надеж. Значи, борба за физички опстанок. Кога ова прашање го остави за понатаму, меѓутоа кога започнавте не смета да го рачистиме, нели? Во политичките аналитичари постојат две мислења. Едното е така наречена дипломатија Холбрук, булдожера дипломатија. Вие го сетивте тоа на своја кожа, сега или нема утре, земи или остави, и дипломатијата на Кондолиза Рајс на созреано време. Сега некои од аналитичарите верува дека Косово си созреа како што требаше и македонското прашање е созреано без разлика на тоа дали интимно некој од нас се согласува или во Србија. Да напомена, во Србија беше Косово е живот, Косово е Србија, не дамо Косово, Косово и Србија, на крајот Косово е тоа што е, без големи противности. Значи, политиката на Кондолиза Рајс на созревање на проблемот. Место Холбрук што го сетивме сите. Па знаете, прво ќе спомнам од крајот со Србија. Значи, Србија од едно, како да кажем, националистичко општество и кој лично многу однатре го гледавте како тоа националистичко општество се развиваше, многу по-патриотско, многу по-национално екстремно колку што е македонското. Значи, дојде во една позиција каде што на последните избори Вучич, кој им понуди европска перспектива на србите, ја оствари најубедливата можна победа во историјата на демократијата на Прите. Понуди европска перспектива и на Брисел. Да, и на Брисел, точно така. Значи, зошто не го погледнеме примерот? Јас верувам, ние толку многу се угледуваме на србите, зошто по овој пример не се угледаме на нив? Значи, тие сватија дека ако сакат да им помогнат на србите на Косово, најдобро е ако таму седнат во Брисел, заедно на масата, каде што сите заедно седат. Значи, да седат на масата каде што се решаваат проблемите, а не да бидат дел од проблемот за кој се разговара на масата. Сега, доаѓаме до нашиот проблем на созревањето. Знаете, ние, значи, 24 години си докажуваме колку сме во право и јас исто велам дека сме во право. И меѓутоа има една работа што мораме да ја сватиме. Правдата не е механизам на кој действува светот. Значи тоа треба да го погледнеме од нашиот пример. Прво, отоманска историја, Букурешки поделби, Прва светска војна, Втора грчка граѓанска војна, југословенски војни, не знам. Значи силниот ги диктира правилата. Дајте да ги погледнеме работите во светот. Курди, палестинци, не знам кој се. Ајде да ги погледнеме овие сега настани што се случуваат. Јас велам, во последните 15 години сведоци сме на 15 држави кои се растураат. Во овој момент се растураат 4 до 5 држави. Либија, Сирија, Украина, во Африка 2-3 држави се растураат. Значи, силата не дискутира за правда. Во таква една ситуација, ние треба да сватиме дека Грција со низината позиција победи. Значи, нивната позиција денеска е став и на НАТО, и на Европската Унија, и на Обединети нации е став. Ние си правиме тука илузија кога ќе дојде некој пратеник од негде и ни каже, слушај, вие сте во право. Дајте да ги погледнеме, нели, такви ентузијасти политичари има сегде. Дајте да ги погледнеме официјалните политики. Сите и најголемите пријатели, еве да речеме Словенија, Хрватска, не знам кој, сите ни велат. Решете го проблемот.
Морате да го решите. Ние сме зад вас, ама морате да го решите проблемот. Кога е веќе така, кога веќе 24 години се обидуваме, значи кога ништо не ни гарантира дека во идните 10 години ќе се помести. Практично ние немаме ни еден политички момент на кој се надеваме. Единствено се надеваме пак на некои библиски перспективи, не знам, некој цунами да удри па да ја снема Грција долу. Ама тоа се надвор од политиката. Удари цунами, ама пак повторно е таму. Пак ќе биде таму, да, и пак ќе има најверојатно некој глас кој ќе става вето. Значи, ние сметаме дека премногу се истоштивме економски, физички, национално, етнички, демографски, како сакате. И оваа борба веќе станува ирационална. Значи, еве да речеме, јас велам, ајде да само не треба 10 после години да правиме. Да гледаме значи 4 години. Сега да речеме да добиеме повторно политика која ќе вери, која ќе ни кажува колку сме во право и после 4 години пак да дојдеме на избори. Значи за 4 години Србија веќе најверојатно ќе стане полноправен член на Европската унија и ќе добие некаде 10 милиарди евра како што е планирано, нели? Кога ќе истигнеме тие 10 милиарди евра помош? Србија што ќе ги добие. Црна Гора ќе стане член и на НАТО и на Европската унија. Албанија најверојатно ќе биде во завршна фаза на преговори за влез во ова, а Косово ќе не стигне нас. Таа сега има асоциација и најверојатно ги темпираат некако исто со Србија. Србија кога ќе стане полноправен член на Европската унија, оние ќе бидат како нас кандидати и најверојатно ќе почнат преговори. А ние кај сме во целата таа приказна? Значи, едноставно мораме да размислуваме одговорно. И на крај краишта, значи, јас велам, прво ние мораме да имаме предвид две работи. Безбедноста на Македонија не е завршено прашање. Погледнете во овие последни 5 години колку пати бевме доведени на работ на етничките конфликти. И сега во моментот, ја не знам колку луѓето следат, јас мислам дека во овој моментот во Скопје се води битка за Скопје. Ние во моментот Скопје наликува како Струга пред 10 години. Кога слушавме оние тепачките по школи, значи 10% од тепачките ги кажуваат, 90% од тепачките не ги слушат. Значи еве, можеби од перспектива на Штип не е тоа толку трагично, меѓутоа нека поразговараат со некои кои живеат во Скопје. Ние веќе имаме многу драматична борба за Скопје. Сега, значи нашата внатрешна стабилност е многу фрагилна. И јас мислам дека во периодот, ако ништо не се случи, ние се повеќе и повеќе ќе се разделуваме со албанците. Значи, втората работа, значи, НАТО значи безбедност. А второ, економијата. Значи, ние сега како партии, сите ќе кажуваме, ќе правиме вакви програми, такви програми, онакви програми. Ќе улеснуваме даноци, не знам, оваа ќе градиме, онаа ќе градиме. Ниједна програма, Македонија, ниједна влада не може да ја направи од она што ќе го добие помош од Европската унија. Значи, Хрватска сега доби 7 милиарди евра кога влезе. Ќе ги троши во проекти. Бугарија доби 15 милиарди евра. Србија, велам, утре ќе добие 10 милиарди. Ние по некои правила треба да добиеме 4 милиарди евра. 4 милиарди евра, јас велам, значи сите 24 сата да работиме, не можеме да ги заштедиме и да ги ставиме на страна. Има уште една работа, господин Гревски, забораваме дека Европа е гаранција за ефтини кредити. Добивањето на кредити од било кој од овие програмите се движи многу повеќе од колку Либор од 0,8. Овие 4 милиарди се само во проекти. Значи, да не одиме подалеку да го погледнеме примерот на Бугарија, колку автопатишта направија европска пари. Ние сега велиме, зимаме кредит од Кина да градиме 2 автопатишта во Македонија. Тие кредити имало 5 години Либор, после 5 години ќе ги враќаме тие кредити. Да бевме во Европската унија, значи тие пари ќе ни дојдат грантови од Европската унија целосно. Значи, никој немаше да ги враќа. Значи, тие се тие 4 милиарди. Вториот дел, кој не спаѓа во тие 4 милиарди, туку од општо европските програми. Тука се најразлични, да речеме, програми од типот. Субвенции, што зборувам јас. Ние се фалиме, даваме субвенции. Меѓутоа ги даваме од македонскиот буџет. Ако сме во Европската унија, наместо сегашните 150 ќе примаме 300 милиони евра субвенции од Брисел. Соседна Бугарија прима 850 милиони евра на годишно ниво субвенции од Брисел. Програмата за конкурентност, тоа што значи? Сега македонската влада само на оние кои се во индустријските зони им ги плаќа 50% субвенции. Ако сме членки на Европската унија, секој бизнисмен од вложените пари 50% ќе си ги добива назад. Да не зборуваме за програмата, да речеме, за млади иновативни, да речеме, иновации. Да речеме 25 милиони евра, негде е таа програма, каде што некој млад научник од Македонија
му текнало нешто да измислува, конкурира таму по брза постапка ако им се допадне, нели така? Кој е корисно. Му дава 100.000, 200.000, 300.000, си ја проба својата желба за иновација, дали ќе измисли нешто или нема да измисли. Проектите на кредитирањето од Европската банка кај што оди со 3% без исто така некои големи гаранции. Значи, едноставно тоа се средства кои ние не можеме да речеме не интересираат. Не ни се важни тие. Не е одговорно тоа дека бараш дека не те интересира. Бидејќи нели зацртана на политика дека патот на Македонија во Европа е прашање на како ќе се премавнат препреките, меѓутоа целта е таа. И сега овде морам да ве прашам, господин Гирески, рековте, го споменавме како свеж пример Србија. Во анализите на тоа зошто Вучич вака како цунами победи и се отидат политичари од 90-тите години, вчера и пролешни Коштуница поднел оставка, вели вака, тој им понуди реформи, знаат дека ќе бидат тешки, но им понуди правда. Словенскијата душа бара две работи. Не како што вели само Маркс дека прво човекот треба да јаде после да се занимава со политика, но им понуди и известна правда. Тој рече, сите кои на неоправдан начин се збогатиле на грбот на народот, јас ќе изнесам пред лицето на правда. Дали ќе успее, не знам, но им понуди нада. Постои ли политичар во Македонија што ќе рече вака, ќе исправам некои работи? Гледайте, прво јас да ја кажам дека Вучич нема да успее во тоа, затоа што ниеден политичар не успеал во Европа, па ни во светот тоа да го постигне. Меѓутоа, може да се постават правила на игра кои се многу пофери, како да кажам, поправени. Значи, правилата на игри да бидат пофер. Значи, тоа не значи дека правдата не треба да си ги гони и старите дела. Меѓутоа, е нужно. Значи, она што зборувам јас е актуелните правила на игра. Сега, кои се тие, да речеме? Ние затоа велиме дека мораме прво со што ако имаме можност да влеземе во формирањето на новата влада е 70% намалувањето на сите казни во Република Македонија. Зошто? Затоа што сметаме дека оваа работа е многу непринципиелна. А прво со тие огромни казни што ги има во Македонија не постојат нигде во Европа, иако сплатите се многу поголеми. Второ, тие казни значи према едни се применуваат, према други не се применуваат и сега ќе ви кажам еден многу интересен пример. Например, сега СДСМ објави една афера за оние 3 милиони евра што се испрани од оваа фирмата Актор во Автопатот. И владата вели па не знаеме, па тоа фирмата има право да си вади пари и не знам сето тоа. И сето тоа е така убаво и можеби тоа да биде филозофија на некоја влада. Значи многу полиберална економија. Меѓутоа не можете вие за едни да кажете дека може така, а од друга страна да водите на многу рестриктивна политика, кај што да речем инспекторот, ако на келнерот му најде 100 денари вишок во джепот, газдата добива 3000 евра казна. И сега овде 100 денари, или во бутикот на продавачката, или не можел верасија да напише, нели? Значи, тука ударате со казни ненормални, а овде велите не ве интересира. Тоа е она што велиме, мора негде некои работи да се избалансира. И затоа јас сметам дека казнената политика која што денеска имаме во Македонија е казнена политика за послушност. Значи, луѓето да слушат, да не зборуваат, да не дискутираат, отиде им доаѓа инспекторот. Значи, практично, финансиските инспектори се сега некогашните удбаши, што ги викавме со кожни мантили. Значи, како што некога се плашели од кожените мантили, сега се плашат од кожените чанти. Значи, нели, имаме многу вицеви, нели, со тоа како, нели, доволно е да видиш со чанта у фирмата и сите да ти се постројат. Состојбата во општеството, ќе разговараме, не одминува времето, излегувате на избори. И нормално дека се надевате дека ќе станете парламентарна партија со можност за правење на влада, инако не би се влегувало во избори. Сега, бевте и премиер. Што е тоа како ваша замерка на денешната влада во водењето на макроекономската политика или политики, сега модерно е да се каже? И што вие ќе го понудите како алтернатива? Па прво, многу работи. Значи, прво, сметам дека тие многу отидоа, значи, се потпра таа немањето контрола на ММФ и на Светската банка, што ја спомнав, ги ослободи можностите за нивно поголемо задолжување и покрај тоа што тие, да речеме, нели, беа во мојата екипа и многу добро знаат што значеше политика на ММФ и на Светската банка,
И со нив спроведовме на политика на едно ниско задолжување на Македонија, да речеме, јас кога знаев Македонија имаше $1,5 долг, денеска тоа стига скоро 10 милиарди долг. Значи, тие едноставно се задолжуваат без контрола. И сите тие проекти што денеска се изградени, не смееме да забораваме дека се градат со кредити, не се тоа го покажува буџетскиот дефицит. Значи, или градите со пари што ќе ги заработите, или градите со тоа што ќе се задолжите. Значи, сите проекти што ги прават со задолжување и еден ден мораме да водиме сметка дека ќе ги праќаме тие пари. А конечно 2015 година е првиот голем тест, затоа што 680 милиони евра треба да врати Македонија. Значи, јас велам, 2000 година, 2001 година, со војна Македонија имаше милиарда евра буџет, 2015 година 680 милиони треба да вратиме само кредити. Значи, тоа ќе биде многу тешка година за нас. Тоа е првата работа. Второ, кога веќе се задолжуваат, сметаме дека приоритетите погрешно ги избираат и мислам дека работите што ги градат се 90% од нив се непотребни, така наречениот Скопје 2014 година, јас не ми е јасно како концепт зашто имаше потреба. Значи 500 милиони евра беа употребени за Скопје. Јас велам, дајте да замислиме 500 милиони евра да беше употребено за Источна Македонија. Што ќе се направише за 500 милиони евра? Во секој град, да речеме, по 15 милиони евра да се инвестираше. Некои проекти кои сега дополнително нели се спомнуваат, кои јас не можам да ги сватам суштинската потреба. Неодамно имавме проект школа за пилоти на хеликоптери, кој вреди 50 милиони евра. Јас велам, сите хеликоптери у Македонија, ако се соберат, не вредат 50 милиони евра. При што имаше објаснување, ниедна балканска држава нема таква школа. Па да си го поставиме прашањето, сите држави кои имаат по 100 пати повеќе хеликоптери и пилоти за хеликоптери, ако не го направиле тоа, значи да не е нешто скапо за нив, а за нас ефтино, не е ли така? Да речеме тунел под плоштадот во Скопје кој ќе чини 100 милиони евра, 100 милиони евра, па велам, дај да видиме за 100 милиони евра што може да се направи у цела Источна Македонија. Панорамско тркало 20 милиони евра, повторно непотребна работа. Ајде да видиме за 20 милиони евра што можеме да направиме у Штип. 25 милиони евра кула на водно, за телевизиска кула, репетитор. Јас велам, сега немаме таква кула, па си гледаме телевизија одлично. Такви кули се прават вообично во рамнински земји, за да може да се фати поголем опсег. Значи, некои промашени проекти кои јас не можам да ги сватам зашто има потреба од такво инвестирање. Опозицијата обвинува поточно СДСМ дека тоа не чини толку. Не изнесува тоа. Тоа е другата работа. Јас не сакам да навлегувам во тоа дали од тие работи чини или не чини. Јас го зборувам, да речеме, го гледам како да чини толку. И го поставувам прашањето дека чини толку, има ли потреба од тоа? Така. А додека најновите афери што ги вади СДСМ, тие се концентрирани на суштината, да докажуваат дека тоа не е со такви пари и според она што го слушаме има логика во тоа, нели? Ке видиме, тоа на крајот, да. Нели, ние многу често пати ги заменуваме институциите од системот вака, слободно во предизборието да се каже, но сепак институции треба да си го кажат својот збор. Тоа рековте за макроекономската политика. Рековте дека Македонија секогаш е на работа од безбедноста. Стабилноста на македонското општество зависи од, да не кажем така, колективните договори. Некои не навредуваат на племенските водачи, па едно 6 месеци сме во мир, па потоа подосна решението според многумина, еви вие рековте, влегување во Европа. А да не ни е и тоа проблемот за невлегување во Европа, зашто на Европа не се потребни дополнителни проблеми. Ние треба да го решиме тоа. Па, гледайте, јас исто така сметам дека и Европа и НАТО не се баш многу брзаат со Македонија. Значи, ние ако си замислуваме дека се нешто многу важно, па ептеним требаме таму, си правиме повторно многу тие илузии. Јас исто така имам теза дека и во Европа и во НАТО има сили кои повеќе се заинтересирани вака да седиме у некоја алерт позиција, па да видат што ќе се случи со Босна, да видат што ќе се случи со Косово. Така, подобро е така да бидеме нешто надвор, колку да бидат внатре па да гарантираат за нас. Затоа јас сметам дека ако на некој очајно му треба влезат во НАТО и Европската унија, тоа е на Македонија во овој момент. Сега, вие го спомнавте проблемот на внатрешната стабилност. Јас апсолутно сметам дека тотално неодговорни политичари и граѓани ќе бидеме ако сметаме дека треба да го подцениме проблемот со албанците. Значи, албанците демографија, значи нивниот демографски број ги прави фактор.
Значи, едно биле албанците 51 година, кога биле 11%, едно биле значи, пред 30 години, па не знам, пред 20 години, кога биле 20%, а сега се друго, кога веќе надминуваат 30%. Значи, бројките се неумолливи. Значи, 2012 година, значи, полонската година, во Македонија се родени 50% македонски деца, 35% албански деца. Значи, тоа е статистиката. Значи, не знам дали на ниво на Македонија можеби се уште не се 35% тие, меѓутоа за 5 години ќе станат 35%. Ако на тоа додадеме и да речеме во западна Македонија торбешите веќе масовно се албанизираат и турцизираат, турците исто така, ромите во западна Македонија, значи ние ќе видиме дека значи веќе ние значи со сериозен фактор се бориме. Значи луѓето, значи не знам колку ние да речеме живееме во еден лажен свет, да речеме јас тоа велам. Општина Петровец до Скопје за сите нас е македонска општина. Таму само 35% од родените деца се македонци. Во општина Зелениково исто во нашата свест македонска општина само 40% од децата се македонци. Општина Сопиште, тоа се општини околу Скопје. Исто така само 40%. Многу интересно е овде втората поголемина општина во Македонија. Тоа е спомената Чашка, Богомила и Извор. Тоа е втора по територија во Македонија. 2012 година се родени 37 македонски деца, 135 албански деца. На наредните локални избори, најмалку 4 нови општини, кои биле до вчера со македонски градоначелник, ќе бидат земени од албанците. И таа територија веќе се повеќе и повеќе се шири. Во општина Прилеп 60% од родените деца се македонци. 40% не се македонци. Значи, ние имаме една многу интересна... Па не знам дали знаат луѓето дека во општина Карбинци во родените деца веќе турци и македонци се 50-50. Скоро, не се, тема тока не. Мислам дека 2012 година се 50-50 веќе. Господин Гириски, ова прашање се обидувам, веројатно ќе го поставам многу пати додека трае кампањата, зашто мене, а претпоставам и моите сограѓани, а сите ми се сограѓани во овој регион, мора да го знаат. Излезе една анализа, економска анализа за структурата на економијата во Европа, во која што се дели според различните делови од економијата. Вели Германија има 32% реален сектор, па колку има Франција, колку има. Јас се заинтересирав да видам, да направам една компарација со Македонија. Македонија во овој момент има некаде околу 80 и нешто илјади луѓе кои одат на работа да произведат нешто во реалниот сектор. Сега, кога ги споредам овие 30, 27, 20% со нас, 80.000 на 2 милиона, тоа е некаде испод меѓу 3,5 и 4%. Тоа е структура на економија со која што ќе мора да се судри идната влада. Што овде да направиме? Знаете, не може само државниот сектор да биде услов. Ние живееме у илузија и во моментот кога прв пат ќе ни се запрат кредитите од странство, а мислам дека тоа многу скоро време ќе биде, ќе испукаме по сите шавови. И многу јасно, оваа влада отиде на вработување во државната администрација масовно, дури на многу места и непотребно. Јас не можам да ги сватам овие затоа што знае, значи, моите 4 години беше намалувањето на вработените од државниот сектор. Тоа беше некоја политика на ММФ максимално. Така, 2,5 до 4% на година, тоа е политиката. Така, сега ние гледаме да речеме вработување по секоја цена. И ние затоа и ни расте буџетскиот дефицит. Значи, буџетскиот дефицит беше закон, значи 20 години во Македонија никоја влада не се дозволи да го зголеми буџетскиот дефицит од 1,5%. Денеска ова влада отиде на 4%. Без проблем преку ноќ. Тие пари некој мора да ги плати. Мора да ги врати еден ден. И тоа многу скоро. Ако се согласувате да направиме една компарација. Вие сте родени 66 година. Значи некаде се сеќавате на 81-82 година на една политичка политика, помина економска политика. Централниот комитет на Македонија донесе одлука преку владата, Благој Попов беше премиер, и рече вака ќе направиме акција за вработување. Така се сеќаваме. И на сите економски субјекти, на сите тогашни самоуправни субјекти се нареди по толку ќе брига. И после фирмите брокираа. Македонија, Југославија крахираше. И цела Југославија, не само Македонија, цела. Значи, ние сега го имаме со буџетот. Тоа не се случува. Парадоксално е, македонски шуми имаат огромни загуби. Значи огромни загуби, не знам колку. Така. Он вика 1700 вработување.
Значи вие ќе задоволите некои 1700 луѓе, меѓутоа вие немате реален сектор. Она што и вас се критикува, а ги критикуваат и сите влади и они аналитичарите што се занимаваат со надворешна политика, велат вака отприлика. Јасно дефинирана надворешна политика, кадровски и правец, цел, но и методолошки. Сега, ние што се сакаме да зборуваме за тоа и да го следиме, од време на време ни блесне некоја политика така методолошки со отварање на центри за економија, така натаму, меѓутоа, се уште, за разлика од да земеме компаративно, да не експлоатираме Србија, тука е Црна Гора, кој рече, ќе ги намалам ДКП-ата, ќе имам 18 амбасадори, моите амбасадори да направат ова, да направат она и така натаму. Ние се уште ги попълнуваме конформистички местата и надворешната политика станува неразбирлива, барем за нас, за кои што треба да ни донесе придобивки. Доколку бидете во опозиција, како ќе ја формулирате? Знаете, сеќавате, имавме еквидистанца, па вие рековте после ни треба приближување, не раздвојување. Нашата политика за Балканот е исто така и понатаму, блиско со сите, и мислам дека ние во нашите 4 години успеавме да постигнеме таа позиција кај што Македонија беше блиска со сите соседи на свој начин, иако некои проблеми не беа решени. И мислам дека и понатаму може таа филозофија да се гради. Ние треба да градиме филозофија на блиско со сите, а проблемите еден по еден да ги решаваме. И не знам зошто имаме проблем со тоа. Мислам, тоа даваше резултати. Таа политика даваше резултати. Сите пријатели не поддржуваа. И не знам јас, не знам зошто се смени таа политика. Ние сега да речеме се судиме во как да влеземе со БРМ во рамките на Европската Унија, а ги заостривме непотребно дополнително односите со Грција. Значи таа политика, ако останеше и со Грција и со Бугарија, никој нас немаше да не праша, сега ќе си влеземе со БРМ, членки и на НАТО и на Европската Унија. Не знам негде по пат дали се работи за некои ситни политики врз база овде на патриотизам, ново билдање на некои политики, да се освојуваат поени, меѓутоа јас сметам дека ние не можеме да се играме со нашите соседи затоа што сите тие односи се многу кршливи, многу нереални. Господине, иако Европа има строги правила за своите членки, не за сите еднакви, нели имаме стара Европа и нова Европа, но на видело излегува една друга политика. Секоја од тие земји си прави источна политика. Го видовме резултатот во Украина, ја гледаме германската иницијатива за Сокина со Индија, гледаме германската иницијатива за градење на пруги дури, како од времето на 19-тиот век, Багдад, Михен, или како се викала таа пруга. Еве сега, тоа ќе го прави Германија низ средноазијските земји. Колку Македонија мора, како мала, ваква како што е, да се приклучи кон некој воз, за да може да има бенефит од големата Кина, големата... Значи вака сега, повторно доаѓаме до тоа. Во моментот кој ќе видиме во Европа и во НАТО, значи повторно можеме да си правиме своја политика, колку што сакаме, како што гледаме дека не им е забрането на некој. Сега да речеме, некој вели да се свртиме према Русија визави Грција. Чекајте, дајте малку, стварно ние толку сме надворешно, толку не ги следиме работите. Па Грција е најголемиот сојузник во рамките на Европската Унија на Русија. Значи ако речеме ајде сега точно така. Ние ако речеме сега ајде да одиме заради Грција со русите, ќе се изненадиме таму на нов ѕид. Стварно нов ѕид. Викаме со Кина. Па Кина еве го купува пристаништето во Атина, во Пиреа, така, го купува кинеска компанија, значи таа Грција која е во рамките на Европската Унија има подобри односи и со Русија, и со Кина, и со не знам кои држави во Латинска Америка, си води своја политика. Затоа сите тие муабети што ги слушаме понекогаш како некои алтернативни простори, мислам се наивни, тие се во основа детски, затоа што прво ние сме тука. Значи, еве една Србија која дури беше поатрактивна за Србија, свати дека не може. Прво географскиот простор не ти дозволува да се спојуваш со некој друг. Тука си, мораш да влезеш во Европската Унија. И конечно да не ги зборуваме, значи придобивките, еве шикаме за големи играчи. Ние сега додека чекаме Европската Унија да се распадне, најверојатно после новите сега парламентарни избори во Европа, ние ќе имаме уште поголема кохезија на Европската Унија. Значи Европа ќе оди од некаков тип на конфедерација, значи кон уште поголема федерација. И да не забораваме уште една работа. Значи договорот за светска трговија, за слободна трговија со САД и со Канада,
значи е во завршна фаза, можеби во наредната година ќе биде потпишан. Значи не е само Европа пазар, туку и Америка и Канада е пазар. Значи 1 милиарда луѓе. 1 милиарда луѓе. Значи има анализи што значи сето тоа. Значи утре кога ќе бидеме членки на Европската унија, тоа значи дека ќе паднат пасошите и према Канада и према Америка. И значи ти го правиш производот тука и значи само најди пазар, качуваш камион, значи што значи тоа? Од тука, да речеме, од Шлипската индустријска зона или од Струмичкото поле, го качуваш својот пазар. Нигде никој не те прашува, го качуваш во камион, без никаква фактура, без никаква дозвола. Одиш на пристаништето во Солун или на пристаништето во Игуменица и одиш без никаков застој во Канада, во Америка, во Англија, во Шпанија, кај сакаш. Таа рамка е нафта, така ли беше нафта, договорот? да, ние ќе споиме, значи Европската унија, значи преговара да се спои со нафта. Так. Значи целата западна хемисфера е твој пазар и движење и нема визи и нема пасоши и нема ништо. И сега ние тука нешто раскажуваме кај сме биле пред 3000 години, кај биле они кога ние сме биле тука. Знаете, тие приказни и србите ги раскажува и многу други ги раскажува и на крајот си легнаа сите на брашното. И последно прашање, бидејќи некаде повеќе од 45 минути разговараме, господин Грески, зборуваме за политики, зборуваме за стратегии. Меѓутоа, некој тоа треба да го направи. Политиката брзо ги троши луѓето, тоа сте го сетили на собствена кожа. Денес имаме препукувања, исти лица, стари лица и така натаму. Јас имам прашање до вас и своје мислење околу тоа. Една држава може да води само одговорна елита. 24 години. Направили Македонија одговорна елита во разни форми што може да застане пред народ да рече ова ќе го направиме. Па сега, гледайте, сега се поставува прашањето, нели, дали и сами не си ги јадеме своите деца, дали и самите не се уништуваме, знаете. Јас додека бев премиер, се обидов, значи, на сите они кои биле некакви државни функционери да им дадам чест во рамките на протоколи, на ако не друго на протоколи и на некакви други, да речеме, простори. Да речеме, вие имате денеска ситуација, Македонија нема многу премиери и многу уште помалку председатели. Меѓутоа, например, кога се прават некои протоколарни, да речеме, настани, например, јас не добивам нигде покана. Например, сами другите премиери од опозиција не добиваат покана. Значи, мислам има некои несватливи работи. Знаете, некој бил одговорен за државата и сега одеднаш вие, значи, правите некоја годишнина, не го карите на таа годишнина, затоа што не го сакате, нели? Или политички нешто ви пречи. Не може тоа така. Елитите се прават на тој начин, значи, елитите се прават кога, знаете, си ги почитуваме, значи, и институциите и луѓето кои ги воделе тие институции, нели? И така, не можем да кажем дека тоа е малку несватливо, меѓутоа самите ние треба да ги создаваме елитите. Затоа го поставувам прашање, треба да се размислува на тоа. Да. Не може секој да биде за се. Значи така, како јас сум гледал, да речеме, пример, да речеме, на тоа Турција како го прави. Значи, бившите премиери или председатели на Турција имаат, кога ќе се настави некоја конференција, имаат иста чест како што и, да речеме, премиерот. Речеме, овде ви кажам, овде не ве покануваат на коктел, односно на прием по некој настан, да речеме, годишнина, нешто се слави, нели, во државата и така. Тоа е дел од таа манифестација. Да не зборуваме дека 90% од медиумите не ве прашуваат за мислење, што мислите за некои настани, како треба да се развиваат и така. Значи, јас исто така светам дека јас велам, значи во последно време кога ме прашуваат за демократијата, јас сметам дека ако последните 5 години на комунистичка Македонија ги споредиме со овие 5 години од демократска Македонија, последните 5 години на комунистичка Македонија беа подемократски отколку сегашните 5 години. Значи, и тие луѓе од комунизмот, иако ја да речеме сум зборувал против комунизмот, сметам дека заслужиле со тоа што, нели, помогнале во демократизацијата на Македонија да се дојде до тука, нели така. Значи, и тие треба да бидат составен дел на таа некоја, нели, македонска елита. Така. Еве, на крајот сме од емисијава, јас поставив неколку прашања, поставив тези. Морам уште да го кажам. Значи вака, јас бев еден од најголемите противници на Киро Григоров, сите ме знаат. Меѓутоа, неодамна, кога стана збор за, нели, да се именува некој настан, некоја институција со него, дали аеродром, дали пат, јас првиот реков, да, апсолутно Киро Григоров мора би, тој е
прв председател на самостојна Македонија. Никој не може да му го земе тоа. Бил лош, бил ваков, бил онаков, тако. Бил, ама прв председател на Македонија. И сега не можам да сватам. Луѓе кои не се бореле директно со Киро Глигоров, кои гледали у публиката таму, нели, кога јас сум се борел со Киро, они викаат Киро Глигоров не може да има не знам, сала, пат, институција. Чекајте, што ни е на нас? Стварно што ни е на нас? Не можам да сватам некои работи. Тој така се прави. Необичаено да влегувам во диалог со мојот соговорник, но ќе кажам само на моје кратко мислење, ќе го споменам повторно професорот Царата. Тоа е тој клиентелизам. Дека шефот не каже дека треба, никој нема мислење. Точно така. Ќе благодарам за разговорот. Интересно ни беше, но и ние сме врзани прашања. Благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со председателот на ВМРО Народна партија, господинот Лјупчо Георгиевски, а ја како шлагворд на крајот морам да кажеме на работа. Врховниот совет за одбрана на Израел, на сериозна држава, е составен од премиерот, председателот кај е составен од живите премиери кои не се на власт и од шефот на опозицијата. Донесуваат одлука за Израел. Нека ни биде наука. Народ кој толку многу пропатил и направил функционална држава од 6,5 милиона, меѓутоа мислам дека држави 10 пати поголеми од неа, нити се толку мокни, нити толку организирани. Да не се учиме од Таџикистан, туку од она што функционира. Или како велат кинезите, не е важна каква е мачката, туку да фаќа гловци. До новата гора, довидување.